Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија од 2. А во него, градоначалникот Никола Бакрачевски вршеше прегледи и даваше лекарски совети за здравјето на срцето на плоштадот во Охрид. Активностите беа по повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето. Успешно функционира Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид повеќе од 3 децении. Проектите во Охридско-Струшкиот регион се реализираат според предвидената динамика, вели пратеничката Лилијана Затуровска. Мини кружен тек во населбата Рача. Се затвора и вториот повик за мали грантови на Јабланица. Во рамки на акцијата Македонија без отпад 2015 беа исчистени плажите во населбата Далјан и плажата Канеа. Од 2 до 5 октомври во Охрид се одржува Охрид Джем. Треба ништа повеќе од 70 години е поим што означува некропола. Во дневников вообичаено избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Одбележан Светскиот ден на срцето. Градоначалникот Бакрачевски вршеше пригледи и даваше совети. Продолжува реализацијата на проектите во Охридско-Струшкиот регион. Силното невреме кое ја погоди Франција зема десетина човечки животи. Општина Охрид и Заводот за кардиоваскуларни заболувања активно се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден на срцето. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека 2/3 од заболувањата им припаѓаат токму на болестите поврзани со срцето и затоа е важно создавање на здрава околина и здрави навики. Во акцијата беа спроведени превентивни прегледи, а одзивот на граѓаните беше голем. Одбележан Светскиот ден на срцето во Охрид. Активностите кои ги спроведе лекарскиот тим од Заводот за кардиоваскуларни заболувања во соработка со општина Охрид беа насочени кон основни прегледи на граѓаните со мерење крвен притисок, ЕКГ и совети за правилен живот, како превентива од кардиоваскуларните заболувања. Во акцијата активно учествуваше и градоначалникот Никола Бакрачевски, кој истакна дека трета година поред го одбележуваат овој ден, а годинешното мото е создавање на околина за здраво срце. Кардиоваскуларните заболувања, односно срцево-садовните заболувања, заземаат најголем дел од морбидитетот и морбидитетната и морталитетната стапка во Република Македонија, онака како што и светскиот просек, значи од прилика 2/3 од сите заболувања отпаѓаат на кардиоваскуларни заболувања, што од прилика би представувало некаде од 19.000 во просек смртни случаи кои што се случуваат годишно во Македонија, дури 11.000 починуваат од кардиоваскуларни заболувања, или на светско ниво од прилика некаде околу 17,3 милиони жители значи умираат од болести на срцето и крвните садови. Од тие причини сметаме дека е важно да се подигне свеста кај граѓаните за справување со ризик факторите во кои спаѓаат и животните навики, истакна Бакрачевски. И со оменување на навиките од околината, на местото каде што работиме, на местото каде што живееме, каде што се рекреираме, со воведување на што повеќе физичка активност во текот на секојдневието, значи она дозирана физичка активност која што ја препорачуваат докторите, значи со отстранување на оние лоши животни навики, односно ризик фактори кои влијаат на честотата на кардиоваскуларните заболувања, како што се прекумерна конзумација на сол, на шеќер кај диабетичари, пушењето, стресот. Овие се фактори кои човекот со својот начин на живот може да ги намали и на тој начин да го намали и ризикот од срцеви заболувања. Ова година можам да забележам дека одзивот на граѓаните секоја година уствари дека е се поголем и дека сиве овие превентивни прегледи во претходните години вродуваат со плод, бидејќи доста често и на овие прегледи се откриваат и пациенти со некое заболување, било да е хипертензија или некоја аритмија. Доста често ги откриваме и на овие прегледи, а и свеста на граѓаните со овие прегледи е на доста повисоко ниво. Така да сиве овие акции вродуваат со плод. Настанот се одржа на градскиот плаштад Свети Климент Охридски во период од 9 до 13 часот.
Повеќе од 3 децении успешно функционира Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски истакна дека охриѓани треба да бидат среќни што постои оваа установа, бидејќи третманот на голем број заболувања на срцето и исходот зависат од времето до стигнување до болница. Бакрачевски додаде дека останува посветен на грижата за пациентите. Заводот за кардиоваскуларни заболувања е установа која повеќе од 3 децении е присутна во Охрид, а чија специјалност е токму превенцијата, третманот и рехабилитацијата на кардиоваскуларните заболувања, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски. Во текот на овие 3 децении, поминале и јадници, неколку стотици илјади пациенти и уште дупло повеќе толку прегледи се изведени, што превентивни прегледи, што диагностички прегледи, толку и третмани и лекувања во интензивна нега и во салата за интервентна кардиологија. Охриѓани треба да бидат среќни заради постоењето на ова установа од причина што третманот на голем број кардиоваскуларни заболувања и исходот на таквиот третман е врзан со времето на пристигнување во болница, додаде Бакрачевски. За среќа би рекол на охриѓани го имаат Заводот за кардиоваскуларни заболувања каде што може да ја добијат целокупната палета на диагностички и терапевски процедури и со тоа на некој начин да се намали и морбидитетната, меѓутоа и морталитетната стапка од кардиоваскуларни заболувања. Бакрачевски додаде дека останува неговата обврска како лекар да продолжи да се грижи за здравјето на неговите пациенти, но и на сите други пациенти од државава и надвор од неа кои доаѓаат во Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Забрзано се работи на изградбата на автопатот Охрид-Кичева. Отеке фазата на асфалтирање кај Арбиново, истакна пратеничката Лилијана Затуровска, додавајќи дека за изградбата на кракот од автопатот кај Требеништа, отеке завршната фаза за проектната документација. Продолжуваат да се реализираат проектите кои се однесуваат на Струшко-Охридскиот регион. Пратеничката Лилијана Затуровска истакна дека градежните работи на автопатот Кичево-Охрид се одвиваат согласно динамиката и акциониот план кој беше представен пред граѓаните. Во еден дел, мислам, во делот во близина на Арбиново веќе се отпочна со фаза на асфалтирање, што значи дека навистина забрзано се работи за да може овај автопат да стигне до својата реализација негде до крајот на 2018 година. Имаме крак од автопатот Требеништа Струга, кој што ќе биде во должина од 8,5 километри во вредност од 45 милиони евра, средства кои што треба да ги обезбедиме од ЕБОР банката. Моментално во завршна фаза е проектната документација, пошто следува фазата на експроприација на земјиштето на трасата, каде треба да се движи патот Струга Требеништа, за да може потоа да се добијат градежни дозволи за изградба, додаде Затуровска. На вистина се работи за еден поголем број на проекти, да не ги набројувам, во теке нели изградбата на јужната трибина, прва фаза која што следува нели незината до реализација во 2016 година. Што се однесува за автопатот Требеништа Струга, значи треба да се отпочне во март некаде 2016 година и заедно со автопатот Кичево Охрид да финишира во 2018 година и да се движиме нели по убави модерни патишта. Изградбата на автопатот Охрид Кичево ќе го олесни и забрза транспортот на патници и стоки, а ќе придонеси за економски и туристички развој. Влезот кај населбата Рача деновиве доби комплетно нов лик. Со мини кружен тек на булеварот Свети Наум Охридски е обележан приодот кон оваа населба. Проектот кој го реализираше општина Охрид и јавното претпријатие Македонија Пат се оствари на барање на жителите на населба Рача. Изграден е мини кружен тек и соодветно е обележан приодот кон населбата Рача. Влезот на оваа населба деновиве доби комплетно нов лик. Во текот на летниот период беа проширени приклучните ленти и поставени семафори. Уредувањето на влезот со сообраќајна и светлосна сигнализација е на барање на жителите на населба Рача, за кој ова место подолг период представуваше сериозен сообраќаен проблем. Проектот е реализиран од страна на општина Охрид и јавното претпријатие Македонија Пат, потпомогнати од Агенцијата за државни патишта. Представници од еколошките здруженија од Римковскиот регион вчера во Струга
обновување на природните вредности на планината Јабланица и нејзино прогласување за национален парк, со што се затвора и вториот повик за мали грантови на Јабланица. Оваа програма според Ѓорге Иванов од Македонското еколошко друштво 7 години активно се спроведува во Дримколскиот регион, односно општините покриени со планината Јабланица. Првиот повик го оцени како успешен со надеж дека и овај пат ќе бидат задоволни од ентузијазмот и љубовта што ја вложуваат локалните невладини организации. Наша најголема заложба иницијатива е еколошката едукација, која што ја спроведуваме во скоро сите проекти и програми. И очекуваме резултати да дојдат малце покасно. Значи, со еколошката едукација се едуцираат од најмала возраст, значи децата, кои што дури и индиректно ги на некој начин едуцираат или ја подигаат еколошката свеска своите родители. Како што реков, резултатите ќе дојдат малце покасно, но сепак имаме една младина која што свесно ќе размислува за вредностите кои што ги обкружуваат, со цел нели тие вредности да бидат заштитени и за понатамошните генерации. Општина Вевчани учествуваше со проект за јакнување на капацитетите на општина Вевчани за организирана систематска и усогласена заштита на природните вредности на планината Јабланица. Еколошкото друштво Закамено Струга го представи проектот Младите во движење, додека фармацевтот Петар Мојсуски ја презентираше својата тема планината Јабланица извор на природните ресурси. Планинарското друштво Закамено Струга учествуваше со свој проект Еко Камп и Еко Марш за прогласување на планината Јабланица за национален парк. Екокампот беше организиран во село Горна Белица и во него учествуваат деца на возраст од 14 до 26 години. Настанот е во организација на Македонското еколошко друштво во соработка со Euronatur од Германија и е дел од програмата за закрепнување на балканскиот рис, компонента заштита на подречја, финансирана од швајцарската фондација МАВА. Вработените во туристичката агенција Ohrid Holidays се вклучија во вчерашната акција за чистење Македонија без отпад 2015 во Охрид. Беа изчистени плажите во населбата Далјан, како и плажата Канео. Целта на проектот е граѓаните и сите засегнати групи, организирано и што помасовно да се вклучат да исчистат својата околина од отпадот што се наоѓа насекаде. А ваква акција ќе се спроведе и наредната година. Околу 156 волонтери заедно со вработените на туристичката агенција Ohrid Holidays се вклучија во вчерашната акција за чистење Македонија без отпад 2015 во Охрид. Националната акција за чистење Македонија без отпад 2015 во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија се спроведуваше на целата територија на Република Македонија. Во рамките на акцијата се чисти околината од отпадот кој се наоѓа на несоодветни места. Мислам дека со ова група денеска многу чистивме по плажите од Охрид. Еве сега зад нас гледате сите ѓубриња што ги собравме само од една плажа овдека мала. Само од нашава група овдека што сме собрани од Ohrid Holidays бевме 8 души. А на други страни вкупно мислам дека имаше 156 луѓе што се вклучени. За Охрид како туристички град чистотата на градот треба да е приоритет. Исто така редовното спроведување на ваквите акции е многу важно и за здравјето на човекот. Бидејќи пластиката која се фрла во езерото не се распаѓа, туку таа се крши на помали делови, кои рибите преку храната може да ја проголтаат. Следствено на тоа во нашиот синџир на исхрана, човекот преку својата исхрана всушност во својот организам ја прима пластиката која несоодветно ја фрлил во нашето езеро. Истакна од Ohrid Holidays. Ова ќе се повтори и другата година, значи сакаме и повеќе луѓе што живеат тука во Охрид да дојде да ни помогнат. Само еден ден е неколку сати и многу големи ѓубриња се собрават од мало место. Од страна на волонтерите од Ohrid Holidays беа исчистени плажите Канео и оние во населбата Далјан. Целта на проектот кој се одржува низ цела Македонија е граѓаните и сите засегнати групи, организирано и што помасовно да се вклучат да исчистат својата околина од отпадот што се наоѓа насекаде. Во оваа акција се вклучени 112 држави од целиот свет. Настан наречен Ohrid Jam во организација на студентската непрофитна организација BEST се одржува во Охрид од 2 до 5 октомври. Овој настан представува културна размена на студенти од цела Европа на факултетите по технологија. Со овој настан BEST одбележуваат и 10 години од најголемата размена на студенти, која некогаш се одржала во Европа, кога во Охрид гостувале дури 800 студенти од другите земји во Европа.
Културна размена на студентите по технологија од цела Европа во Охрид. Ова го организираше студентската организација БЕСТ. Настанот наречен Охрид Джем се одржува од 2 до 5 октомври. Решивме да организираме еден ваков настан за да може да им ги покажеме да им ја покажеме нашата култура, знаменитостите и слично, затоа што ние шетаме насегде преку студентски организации на различни проекти и сакавме и на странците да имаме можност да им покажеме нешто. Решивме оваа година да го држиме овој така наречен джем, се вика настанот, бидејќи е 10 годишнина од најголемиот настан во историјата на нашата организација. Моментално имаме најголемо членство во историјата на нашата организација, околу 60 до 70 активни членови, а секој студент од Универзитетот Свети Кирил и Методи може во секое време да се вклучи во организацијата, додава Таневски. На културната размена на студенти како гости допатува околу 150 студенти од техничките факултети во Европа, за да се запознаат со убавините на Македонија. Велат дека го одбрале Охрид како лулка на образованието во земјата, каде може да се види многу од нашата култура и традиција. Hello, my name is Sonja Mihajlov. Здраво, јас сум Сонја Михајлов од Белград. Во БЕСТ сум веќе 3 години. Ова ми е прв пат да дојдам во Република Македонија и во градот Охрид. Јас сум прилично многу среќна поради тоа. Прекрасно искуство, се запознаваат студенти од цела Европа, посебно тие од технолошките универзитети. Денеска имавме прошетка низ градот Охрид, посетивме неколку цркви, го посетивме калето. My name is Christian Weissenberg and I come from Stockholm. Здраво, јас сум Кристијан Вајзенберг, доаѓам од Стокхолм, од Шведска. Можам да кажам дека е едно прекрасно искуство. Овој културен собир има луѓе од околу 23 земји. За прв пат, јас сум во БЕСТ 5 години, за прв пат сум во Охрид, во овој дел од Македонија и можам да кажам дека е едно од најубавите места кои што сум ги посетил. БЕСТ е студентска непрофитна организација која постои на 96 технички универзитети во 33 земји во Европа уште од 1989 година. Во Македонија постои веќе 13 години. Бидејќи УКИМ содржи повеќе структури на факултети, а не само технички, БЕСТ дозволува и студенти од другите факултети да бидат членови на организацијата. БЕСТ Скопје покрај тоа што се одржува како 3 главни настани кои што ги имаме инженерски надпревар, сајм за вработување и кариера на студенти и летниот академски курс, одржуваме и други интерни настани. Јас би ги повикала сите студенти кои што се во можност, кои што студираат во Скопје, да се приклучат на нашата организација, на БЕСТ, бидејќи не е напразно кога се велика БЕСТ, на вистина го менува животот на студентите. Идејата на овој настан е мотивација, како за студентите од светот да ја запознаат нашата земја, да дојдат повторно и да уживаат во убавините, како и за нашите членови да запознаат пријатели од цела Европа. Требеништа се наоѓа на околу 12 километри од Охрид во општина Дебрца. Повеќе од 70 години е поим што означува некропола, со исклучителен древен археолошки материјал, кој предизвикува особен интерес кај научните археолошки кругови во Европа и светот. Таа е со еден збор во глобална смисла МИТ. Селото Требеништа во општина Дебрца се наоѓа на надморска височина од 848 метри на 12 километри од Охрид. Во него моментално има 368 жители. Требеништа е познато по многу работи, меѓу нив езерото Бобано и Требенишката некропола. Во некрополата пронајдени се доста вредни предмети, како што се златната посмртна маска и златните ракавици. Неа ја сочинуваат гробови кои се распространети на еден поголем простор и не се групирани на едно компактно место. Селото Требеништа е познато во историјата и во сите овие досегашни испитувања светски, енциклопедии и така натаму по златните требенишки маски. Тоа кога ќе ја спомните Требеништа, тоа асоцира на тие требенишките маски. Тие се всушност златни маски кои што се користеле при погребни ритуали, се ставале на покојниците на лицето.
Бобано езеро се наоѓа на истокот од селото Требеништа, околу километар од центарот на селото и околу 10 километри од Охрид. Езерото е природно, настанато е пред околу 50 години, кога кај ридот од Грабер, каде се пронајдени златните маски, дошло до лизгање на земјиштето и се затворило коритото на потокот, кој течел од Горно поле према Требеништа и се вливал во каналот на реката Сатеска. Ова езеро името го има добиено со еден јордански науме. По името на прекар ги има Бобан, бил многу јак со главата. А неговата куќа е зад мене некаде уште на почеток на влезот на ова езеро. Некојаш овдека се живееше, односно имаше од оваа страна према исток 4-5 куќи. А од другата страна имаше една куќа и една воденица. Езерото е рај за рекреативните риболовци и може да се ловат крупни примероци на крапи и јагола, а од белата риба застапени се кленот, грунецот, моранецот, плашицата како и црната балканска мрена. Должината на езерото изнесува околу 5 метри и акумулира околу 30.000 кубни метри вода. Нивото на водата во летниот период се намалува од максималната за околу 2 метри во висина. Повеќе од 70 години Требеништа е поим што означува некропола со исклучителен древен археолошки материјал, кој предизвикува особен интерес кај научните археолошки кругови во Европа и светот. Таа е, со еден збор, во глобална смисла мит. Времето денес беше сончево со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 11, а дневната во интервал од 22 до 27 степени. По дневникот на О2 следува метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас, имајте пријатно попладне со програмата на регионалната телевизија О2.